Македонија е малопарче на земјината топка, но гигантска со историското, културното и суметничкото наследство. Моćните цивилизации оставиле на овој простор неизбришливи траги, зданија што се вишат кон небото, градби кои сраснале со македонската почва, блескави звезди од Гутенберговата галаксија. Сето богатство на плотна убавина, човечка мудрост и духовна возвишеност би се опишало лаконски, би рекле само едно. Ова е раскошна книга на творечкиот самопрегор на една земја, на незиниот народ, ова е македонска енциклопедија. Иконите од 13-тото и 14-тото столетие го означуваат зенитот во креативноста на зографите од Македонија. Вторпат такви проблесоци, но со одредени специфичности, се разбира, ке се јават дури во 19-тиот век, след досека од речиси половина милениум. Да ја проследиме генезата на иконата од Македонија во непрекинат протек од едно цело илјадалетие. Земјата имала религиозни жаришта, чија моќ ги надминувала тесните рамки на Македонија. Охрид станал верско средиште со архиепископ на чело, непосредно подчинет на императорот. Реткиот углед што го уживала самостојната Охридска архиепископија влијаел врз широкоградите цариградски дарители да го збогатат Охрид со голем број икони. Најверојатно за соборниот храм, црквата Света Софија, уште во првата половина на 11-тиот век била донесена иконата Свети Василий Велики и Свети Никола. Настаната во некое цариградско ателје, таа покажува впечатливо уметничко угледување на оновремените ракописни книги. На истиот далечен 11 век му припаѓа и охридската икона Свети 40 маченици, дело што со цврстиот цртеж и едноставниот колорит се доближува до живописот на Света Софија. Тематски, меѓутоа, ова е најстарата икона од тој вид во цела Византија. Креирањето иконописни дела врвело по нагорна линија. Нивната висока естетска вредност, меѓутоа, не значи дека потекнале исклучително од некоја царска работилница. Наполно оправдано, доктор Петар Милковиќ Пепек одбележува: во Македонија од поодамна престојувале најугледни зографски имиња, низ чии сликарски работилници се здобивале со ликовно образование и домашни, надарени личности. Си од 12 и 13 век се плуралистички според ликовните разбирања на мајсторите. Кај нив се јавуваат ту стари стилски потфати, ту смели истражувања во една нова зографска сфера.
Малата охридска икона причеста на апостолите je raritetna според темата и драгоцена за развојот на ликовните разбирања на иконописците од ова време. Од непомала важност е мозаичната икона Христос на трон, која датира пошироко од 12-13 век, бидејќи сведочи за истенчен усет за убавото од страна на нарачувачи благородници. Уште две икони од Охридската ризница се вбројуваат кон ремек делата на средновековната уметност. Двостраната икона Распетие, Богородица од Игитрија, е пример за сликарски зафат доведен до идеална форма. Зографот од 7-та деценија на 13-тиот век, со многубрени преливи на повеќе полноживотни бои и учен цртеж, создал две композиции што се целосен склад меѓу видливото, изразено преку ликовниот облик, и оностраното. Непомал восхит предизвикува и другата литијска икона, Благовештение, Богородица Душе Спасителка, настаната во првата половина на 14-тиот век, подеднакво и со сликарските дострели и по префинетиот опков. Во Охрид и во Охридско дејствувале повеќе зографски дружини. Во Стручката црква Свети Ѓорги се наоѓа престолната икона посветена на патронот на храмот. Младата става на светецот, представен во војничка одежда, одава самоуверена победоносна личност, толку популарна меѓу македонското местно население. Скромниот спектар бои не му попречиле на сликарот да постигне префинето моделирање на фигурата, суптилно претопување на боите, сугестивна пластичност и поетична реалистичност во изразот. Според текстот од опачината на иконата, дознаваме дека иконописец на делото, настаното во 1266 година, бил ѓакон Јован. Во годините на целосен расцут на македонскиот иконопис работеле две маркантни творечки имиња. Неспорно водечки зографи на своето време. Тоа се живописците Михаил и Евтихий, мајстори чии имиња се врзани со раскошната фрескодекорација на црквите Света Богородица Перивлепта во Охрид, Свети Никита на падините на Скопска Црнагора и Свети Ѓорги во кумановското село Старо Нагоричани. Ним им се припишуваат бисерите на македонскиот иконопис. Доктор Петар Милковиќ Пепек вели: врз позначајните икони од овие најреномирани личности во тогашниот ликовен живот на територијата на Охридската архиепископија, како на пример иконите Свети Матеа, Вознесение Христово, Томиното неверство и Рождество Христово, денес може да се проследи постапниот стилски иконописен развој во Македонија на важниот граничен ликовен премин кон
така нареченото византийско сликарство на императорската династија Палеолози. Евангелистот Матеја Чекори со раскрилена книга, одавајќи неаскетски тип на христијанин и пишувач на радосната вест, ами силен, достоинствен атлет по фигурата, кој се чини како да е некој антички философ, што проповеда мудрост и наука. Исто така и актерите на други икони припишани на Михаил и Евтихи се повеќе протагонисти на некоја световна драма, одошто учесници во свештена историја. Охрид през сиот среден век бил првостепено културно жариште. Но и во другите краишта на Македонија никнале уметнички центри, чија дејност продолжила и во турскиот период. Од Прилепско потекнува иконата Христос Спасител и животодател, зографисана од вонредно надарениот мајстор митрополит Јован. На неговиот брат, еромонах Макари, како што покажува придружниот текст на иконата, му ја должиме магетсно убавата Богородица Пелагонитиса. Во инвентивноста и уметничката истенченост, во неа за последен пат проблеснале високите достоинства на една светска уметност, создадена и негувана на македонска почва. Артизмот и обединувањето на догматско-теолошката строгост со плотната чувственост ја издигаат нашата Богородица Пелагонитиса на рамниште на прочуениот руски тип Богородица Владимирска. Словенската емотивност во сликањето на рускиот умилителен тип е ликовно специфична, но идејно истоветна со делото Богородица Пелагонитиса на македонскиот зограф Макари. Иднината под турско робство носела нови предизвици, манастирите се преобразиле во сеопфатни културни центри. Нивната благородна роља се чувствувала во секое катче на Македонија, од Кратовско до Дебарско, од Битолско до Скопско. Иконописната дејност со самото доаѓање на турците видно опаднала, но никогаш наполно не згаснала. Напротив, уметноста во манастирските ателјеа пројавила необични, но за жал само поединечни проблесоци. Во 16-тиот век во Слепче Демирхисарско работел зографот Дмитар. Иако го почувствувал пулсот на новото време, тој и натаму слика во духот на најубавите светогорски традиции. Богородичино успеение го нема лиризмот на колоритот од постарите икони. А слегувањето на Светиот Дух
не е композиција со простудиран драматизам и ликовен перфекционизам. И другите икони на Дмитар, да ги споменеме Исус Христос и Свети Никола, покажуваат солидно техничко и иконографско знаење, но затоа пак композицијата е копија на постарите шеми, цртежот погруб, а колоритот поскромен. Царските двери и монументалните распетија биле особени иконописни решенија. Од многобројните сочувани примери од турскиот период се оделуваат дверите од Кучевишката црква Света Богородица. Непознат зограф покажал завидно мајсторство во изведбата на убавите полноживотни тела на Архангел Гаврил и Богородица, применувајќи широк спектар на бои и пројавувајќи солидно техничко знаење. Полошкиот крст пак е особено успешна симбиоза на копаничарство и иконопис. Распнатиот Христос е фокус кон кој се насочени евангелистите, символ на спасение. Повеќето икони од 16 до 18 век бележат стравотен ликовно-естетски пад. Слабо надарените зографи не можеле да ги продолжат долговековните блескави традиции. Невешти сликари повторувале стари образци, не внесувајќи при тоа ништо ново. Цртежот ја изгубил некогашната префинетост, бојата видно испоснала, барањето нови ликовни решенија е непознато, композицијата крајно упростена и шематизирана. Сепак, безплодниот период минал и наново се јавиле талентирани мајстори. Иконите од повеќе краишта на Македонија навестуваат ренесанса на старите уметнички традиции. Истовремено, зографите се отвораат за современите струења, чие влијание врз македонските мајстори ќе биде се посилно и позабележливо некаде од средината на 19. век. Некој непознат мајстор на деисизот со апостолите, од Бигорскиот манастир Свети Јован, ги предал фигурите со префинета студиозност. Монументалните стави и складното движење, едноставно како да се далечен од блесок на евангелистот Матеа. 19. век е преродбенски век. Над 200 зографи му дале силен подем на иконописниот живот на земјата. Мајсторот Крсте од Велес е солиден иконописец. На иконата Свети Пантелеимон со житието
проявил особена смисла за презентација на ликовите, наративност на композицијата и склоност кон пожив колорит. Теодосиј Зограф, исто како и Крсте од градот Велес, оставил икона со невообичаена тематика, што ја појаснува еден поопширен текст. Теодосиј, жена му и неговиот млад син се насликани во манир што се доближува кон профаното портретирање, во чин на поклонение пред Богородица. Да споменеме уште 3 иконописци чија дејност пројавува забележливи осцилации. Анастас Зограф од Крушево е се уште недоволно проучен, иако негови дела се нотирани во повеќе објекти. Иконата Свети Јован Крстител од 1862 година одава мајстор со сигурен потег на раката, но со темен колорит, без нијансирање и строг цртеж. Ученикот на Дичо Петре Новев Пачаров не бил достоен на големиот мајстор. Затоа Света Петка и благовештението на царските двери пројавуваат низа несмасни обработки на човечката фигура, но како што одбележува доктор Коста Балабанов, во целина секако покажуваат одредено ниво на познавање на зографскиот занает. Прилепскиот зограф Јован Атанасов Будимов бил мајстор на композицијата и цртежот, но без поголемо чувство за бојата, што потврдува иконата Богородица со Христос од Новоселската црква Богородичино Успение. Сепак неколку зографи стојат на самиот врв во завршниот период на историјата на македонскиот иконопис. Тоа се Дичо Крстевич од Тресонче, Димитар Андонов од Папрадиште, Даниил Коцов и Костадин Вангелов, обајцата од Штип. Првиот, Дичо Зограф, е синоним за врвното во македонскиот иконопис. Богородица на престол со малиот Исус, рождејство, поклонение на мудреците, и последната вечера, да наведеме само 4 дела од обемниот опус на мајсторот, сведочат за голема зографска вештина и своевиден сликарски сензибилитет, својствен само на ретко талентирани мајстори. Штипските иконописци, исто како и Димитар Андонов Папрадишки, се мост сврзувач меѓу традиционалното и модерното. На иконописот на Даниил Коцов, како што се делата стигувањето на Светиот Дух, Успение Богородичино и тематски раритетната икона Обрезание Христово, и покрај солидното занаечиство и ликовно сигурниот цртеж, не се забележува живост и колоритно разнообразие.
Kostadin Vangelov je beležitá zografská ličnosť, vo čija работа се чувствува здивот на новото време. Неговиот опус, како и на неколкумина негови современиci, темелно е расветен со научниот ангажман на доктор Антонije Nikolovski. Она што било навестено во Свети Јован Крстител, склоност кон реалистички третман на заднината, портретирање на лицата и нов третман на колоритот, во целост е спроведено во драматичното оплакување. Едноставната композиција, скромниот спектар бои, но нивното широко нијансирање, цврстиот цртеж и реалистичкиот третман на актерите ликовно го доближуваат оплакувањето до световното сликарство. Долговековната велелепна традиција се најде на својот залез, но нејзините ремек дела, иконите од антиката до нашето столетје, и натаму зрачат со духовност и впечатлива убавина. Иконата од Македонија длабоко ја впишала во себе историјата на една креативно ретко плодна земја. Стои молчешкум и раскажува со самосвоен јазик за светот на посегнатата и достигнатата вечна убавина, за врвното од македонската културна историја.